Трагично. Ево збираме се. Цел град е со ни. Тоа е. Ке има ли правда за овој случај? Не знам. Не сум толку стручен, па да кажам, има или нема. Пет би требало да има. 62 деца. Не е мала работа. Треба да се поведе рачун. И од држава, и од институции, и од се. Млади деца, иднината да не беше, не на старите. Ама така е. Животот е краток или сладок, кој го искористи, кој не. За деца многу тажно, млади. Иднината беше во нив. Младина. Градот е тажен. Што викат, во црно завиен. Нема таа што беше насмевка, овој веселби, такви работи. И закони нека гледат, али да го овој реално да оценат и да овој осудуваат. Можеби некој што е виновен ќе биде слободен, а некој што не е виновен ќе леже затвор. Тоа се многу често доваѓа десава во нас во Македонија. Може ли јас прво да изразам почит и една минута да молчам за починатите на младиве деца? Нека почиват во мир, а на повредените им посакувам што побрзо да се опорават. За градов како е, самите камери ваши бележат. Гледате. Тажно е. Голема трагедија. Што има ново ако те праша некој во овој град? Што можеш да му речеш? Освен некој нов некролог или некој младо дете во количка за инвалиди. Страшно лошо. Кочани е веќе сиромашен многу град. Кочани е со 40.000 жители, но Кочани е бил најиндустријски град пред неколку години. Сега Кочани е веќе мртов град. Кочани веќе нема инвестиции, нема живот, нема социјалце, нема фабрика во Кочани, нема сите фабрики што беа веќе се затворени.